Добре дојдовте во процес. Што се случува кога лекарите немаат одговор, кога пациентите шетаат низ лавиринтите на здравствениот систем? Во процес денеска разговараме со една мајка која што 8 години бара одговор од што боледува нејзиниот син. Славица Петровска, добре дојдовте. Добре ве најдов, менче. Дојдовте тука со еден куп документи и различни диагнози за сите овие 8 години за вашиот син. Тврдите дека вашиот 32 годишен син, кој што во моментот е сместен во психијатриската болница во Демирхисар, нема една единствена диагноза. Точно, менче. Вистинската диагноза, значи тумор на хипофизата, се бега од него, се пишат други диагнози. Да тргнеме од почеток, значи кај него е диагностициран тумор на хипофизата. Да. Покрај тоа има уште неколку други диагнози, се враќаат од една на друга диагноза, го лекуваат со разни лекови. Момчето е сместено веќе 2 години во психијатриската болница во Демирхисар и вие не сте задоволни од начинот на лекување. Ве молам да ми објасните зошто. Прво менче почна, значи, и кога почнавме да одиме на лекар, значи, почна проблемот кај детето со пиење на голема количина на вода, со жалање на голема главоболка. Тоа е огромна количина на вода, како што ми кажавте. Огромна, последно ко меревме дома, значи 8 литри, 9 литри вода. Детето се жалеше на голема главоболка, значи, го губеше соно. Иначе вашиот син студираше, има служено војска до 24 години, немал никаков проблем. Да, до 24 години, значи беше солиден ученик, одличен студент. Одличен студент, значи војска си заврши како што треба, се беше во ред. Откога се врати од војска, значи почна проблемот. И ние кога се обративме на лекар, значи кажано беше кој е проблемот со детето. И тие само едноставно, значи, не пратија психички, на психијатрија. На психијатрија се обративме Битола, го дој со Скопје. На преглед, да спомнам докторката, Зоја Костова, значи му пиша диагноза со EU23, рече наредните прегледи ќе си ги правите Битола. Значи секој месец одевме на контрола, подобрување никакво. Кај детето состојбата се влошуваше, подобрување немаше. Иако му се кажуваше дека детето, значи, и тогаш повраќа, значи не спија, се жали на главоболка. Тие само знаеа зборот психички, демек психички, и долг период ние не знаевме ништо диагноза носи моето дете. Тоа беше случајно, кај матичната јас, кога таа напиша, кога прочитав, јас само запрепастена се прашав, зар од ова ми го лечите моето дете? Оти ние кажувавме од што се жали. И така... Ниту еден лекар не излезе да ви објасни од што боледува вашиот син? Ни еден. Таква е ситуацијата до ден денес? Да. Доктор во Битола само ми велеше, значи, пола Битола е болна со тие зборои. Или ќе ми речеше, ти како мајка го браниш, демек да не пие, да не се дрогира, да не... Јас, иако му кажував, значи, ништо од сето тоа. Значи, ние правевме испитување, да не пие, да не се дрогира, значи, ништо од сето тоа. Баравме магнетна снимка, уште почетоко. Тој ми викаше, ама треба да ве пратам Скопје. И другиот месец, знаеш како секој се одолговлекуваа работите, не сте задоволни од начинот на лекување на вашиот син. Во меѓувреме консултиравте и лекар во странство кој што потврди дека има тумор на хипофизата од 8 мм, така? Така, менче, тоа беше, значи, покасно... Дали неврохирурзите се изјаснија дали е операбилно или не е операбилно, дали тоа ќе го реши проблемот на вашиот син? Менче не знам, значи никој не застанал
да застане, да ни каже како родители дека проблемот тој е, или дали може да се оперисва тука или не може. Во меѓувреме вашиот син престојува веќе 2 години во психијатриската болница, во Демирхиса. Да. Таму му се менуваат диагнозите, му се даваат различни терапии, изложен е и на друг вид на психичко малтретирање, да кажам. Малтретирање. Вие како мајка го посетувате секој втор ден, рековте, Да. забележавте дека тој таму е врзуван Да. и малтретиран. Што донесовте и некои снимки кај нас во редакцијата? Таму покушва и дури да ми пишат забрани, значи имам сликано кај што ми пишат забрани, значи забрана за сите посетители, ама нагласено за мене. Значи зошто јас одам постојано? Што се случува таму? И сите промени кога да појдев, значи ја ќе ги видев кај детето, ќе пренесев кај докторот, ќе превземе. Иако таму се случуваше, значи и таму, повраќање, кревење на притисоко, такикарди. Добро, веројатно таму интервенирале од кога вие се жалите дека бил врзуван, Да. дека е тепан. Вистина ли е? Што сте забележале? Забележав, значи, ко појдов, детето, кој ми го дојсо, значи, тепан по лицето, по челото, по очите. Кога прашав зошто, ми рекол дека со Селим се скарале, знака Селим го удрил. Значи некој од пациентите. Да. Друг доктор, значи, ми кажува да го повлечам јас детето, да се префрли па назад во второ, оти не е само Селим, значи таму, во тоа одделение. Го малтретира. Да. Донесовте некои документи каде што стои дека во одредени периоди од денот го врзуваат, така? Да. Зошто го врзуваат, со што го врзуваат? Дали е агресивен вашиот син? Јас колку што знам, че не е агресивен. Значи, јас и на докторите таму му кажувам, оти јас кој ќе појдам го земам 4-5 сати седиме и му велам, вие сте психијатри, па проценете, ако е детето агресивно, ќе биде агресивно и надвор, и со мене. Значи, како кој ќе влезе таму е агресивен? Може ли да ми објасните што забележавте, какви промени кај него? Ми донесовте некакви фотографии на кои што се гледаат ожилци? Да. Од што? Првиот пат заприметив дека е синџир. Значи дека е синџир. Со ланци? Да. Го врзуваат со ланци? Да, со ланци, да. Докторот го виде и кажа дека ќе испита ситуацијата и ќе превземе, значи за тоа да не се повтори. Ама после понатаму, значи не беше врзуван со синџири, ама после сигурно друго преседо, значи со ремени, со каиши. Врзуван, значи затоа што секој втор ден јас кога да појдев, значи имаше траги на нозете. И јас кога да прашав, ми велеа не. А кога побарав да ми се дат фиксациони листи, значи на нив пишува, значи колку време е моето дете врзано. И сега дори ако се соберат, како што вели сестрата, кој ќе ми го пратат, ќе прашам зошто е Игор вознемирен, ако види повеќе доктори или повеќе сестри, вика, се плаши да не го врзиме. Значи, предизвика уште поголеми трауми. Тие наместо да го решава или да превзема, да го лекува проблемот кај детето, тие го решава со врзување. Ти каже на му, ама тие знаат дека детето има болки, значи ако е некојаш нервозен, значи детето има болки. А не дека е агресивен и не дека напаѓа и не дека прави нешто. Дали свесен е вашиот син, ви раскажува што се случува таму? Да. Да, ама јас знаеш покушвам да не му ги враќам знаеш сликите, само ќе го прашам и че те врза, да мамо. Само ќе ми речи да или ќе ми речи само значи да сум во затвор, значи пообичи си поминувам него тука. Дали сите овие години побаравте детето, вашиот син да се лекува, односно да се диагностицира во странство, во ситуација кога ги поминавте сите клиники, од ендокринологија до неврохирургија до
психијатрија во Скопје, психијатрија во Демирхисар. Ниту еден лекар не дојде, како што рековте, да ви каже за што се работи. Побаравте ли фондот да го испрати да се диагностицира во друга држава? Макар и во соседството. Ние се обративме во фондот во Битола. Тие ги препратија документите дека била огромна документација, препратени се во Државниот здравствен санитарен инспекторат. Тие праја некоја инспекција, ни врати одговор дека се е уредно, дека нема ограничување од отстапки од лекувањето. Да. Но вие не сте задоволни од начинот на лекување. Бевте кај премиерот, се пожалавте, пишавте писмо и до председателот на државата. Немате одговор. Немаме одговор, се уште немаме одговор. Со премиерот, со кабинетот на премиерот имавте некаква преписка? Да, контактирав со Дејан Герасимовски, со него се сретнав, му доставив документи, му доставив снимки, ми обеќа дека ќе бидат разгледани, дека ќе се формира комисија и само ми праќаше пораки дека се јавил во министерството, дека му е вратен одговор, дека е формирана комисија, дека се преземени сите и сега последната порака, значи ми ја прати, дека запазен е рокот. Законскиот рок. Да, законскиот рок. Па јас се прашувам, значи, кој законски рок е запазен од 28 април? Значи да се формира комисија. Иако во сите наши барања, значи бараме и укажуваме дека се работи за случај што треба да се интервенира подхитно. Значи барате ревизија на случајот. Да, ревизија на болеста, односно на диагнозата на вашиот син. Да се направи комплетна експертиза, ревизија, значи како е започнато лекувањето и до кај е стигнато лекувањето. Значи, што се случиле во овие 8 години? Значи, Министерството вети дека формира комисија. Дали имате одговор од Министерството за здравство? Се уште немаме. Се уште немаме одговор. Само ни информира дека и тие оргирале во комората за да се формира комисија и се уште немаме одговор. Во меѓувреме се пожаливте и до Народниот правобранител, поднесовте кривична пријава, односно МВР поднесе кривична пријава на неколку лекари. Прво се обративме до Народниот правобранител. Заради несоодветно лекување, така? На каде е дарава? Народниот правобранител и тие праја некоја ревизија и ни врати одговор дека од сите клиники до кај што сме поминале, значи фигурира само две диагнози. Значи диабетес инсипидус и F23. Значи што се тие диагнози. И спрема она ни кажа дека постои сомнеш дека детето не е правилно лекувано и дека можеме да ги гониме кривично. Работата застана тука, тапка во место? Министерството и тие, не повика сопруго, му го прочита извештајот, му кажа дека е препратен до јавното обвинителство и од јавното обвинителство после неколку месеци, па да не речам може година дена, ни вратија одговор, тука е извештајот, е пратија Изабела Фило во Демирхисар да направи таја ревизија и дополнително му ја напиша и диагнозата епилепсија. И дека нема, значи, нема аспект за кривично гонење. Значи, тука се затвора случајот. Значи, не е покрената кривична? Да, не е покрената. Сепак, вашиот син се наоѓа во една институција од каде што сакате да го извлечете. Барате одговор од надлежните да се лекува соодветно, да се најде начин, болница, институција која што би го лекувала, одговор дали може да се оперира или да не се оперира. Што ќе им побарате од оваа дистанца сега, еве преку нова на надлежните? Барате помош за вашиот син?
Точно. Барам одговор, значи одговор да кажат, значи што се случува со моето дете, да застанат да ни кажат за туморот на хипофизата, дали е оперативен или не оперативен, дали може да се изнајде начин кај нас во државата да се реши овој проблем или да се пушти надвор. Значи непотребно детето се држи во психијатриска болница, му се уништува живото, здравието. Да се превземат мерки во однос на малтретирањето и врзувањето во 21. век? Да, менче. Оти никој не може да ја почувствува мојата болка, значи како мајка кој ќе ми го дојса детето и кој ќе го видам јас, значи што сторија од моето дете. Значи што направија од него. Тој е постојано со терапија, со нели антидепресиви, што прима? Да, постојано е. Постојано е, значи со антипсихотици. За туморо прима Достинекс и Минирин и повремено прима витаминска терапија, прима инфузи. Но состојбата не се подобрува. Состојбата не се подобрува, се влошува. Оти сега последно, значи предизвикана е и тахикардија. Беше тоа Славица Петревска, мајка која што бара помош за својот син. Но ова ќе продолжи да го следи овој случај и секако ќе побараме одговор зошто македонското здравство нема одговор во овој случај.